Обезбедени се неопходните финансиски и други средства за учениците од училиштата од Кочани кои го сочинуваат тимот што ќе представува нашата општина и државата на меѓународниот надпревар по роботика во Соединетите Американски држави. На седницата на Советот на општината на која 2 од 3 точки всушност се однесуваа на одобрување пари за покривање на дел од трошоците за нивното патување и учество на надпреварот, беше дадена едногласна подршка. При тоа беше речено дека учениците заслужуваат да ја добијат финансиската и секаква друга помош за достојно да не представуваат во странство. Градоначалникот Илиев додаде оти не постоела никаква дилема дали можат да се обезбедат пари од буџетот. Општината стоеше целосно да располага и на овие деца да го остварат својот сон да отпатуваат до Америка. Значи, целосно како институција се вклучивме и јас лично во барањето, бидејќи периодот беше многу краток и успеавме за толку краток период да ја обезбедиме визи. И не само тоа, дел од стручните луѓе, значи моите соработници интервенира во владата каде што обезбедивме и пари за картите, значи картите се комплетно покриени од страна на владата и благодарение на добрата комуникација на дел од вработените во локалната самоуправа, целокупниот престој во Детройт го обезбедивме ние со автобус, превоз, што се им треба да биде покриено. Овие средства за кои ние разговараме, дел од средствата кои се пренаменуваат од Гошо Вигентиев се средства обезбедени од донации кои ги имат тие обезбедено, а ние сакаме да и помогнеме и дел од средствата кои беа наменети за стипендија останаа неискористени благодарение на тоа што дел од нашите студенти добија други стипендии од републиката и кои беа повисоки републички стипендии останаа неискористени и ние принаменивме и за овие средства јас се уверувам дека тие знаат и се должни да ни дадат комплетен отчет. Значи за средствата дали се тие од донации, дали од страна распределени од страна на локалната самоуправа, на крајот ќе добиеме извештај и ви верувам дека ова е навистина еден многу убав момент. На седницата беше истакнато дека во обезбедувањето поддршка не само за учество на надпреварот во Америка, туку и воопшто за досегашното работење и успесите на учениците, помош обезбедувале и други институции. Кабинетот по роботика е обезбеден целосно од страна на Ротари клубот Кочани Виница. И поддршката е присутна секогаш од страна на Ротари клубот и ние секогаш ќе ги пратиме. Во тек сме и како Ротари клуб дадовме иницијатива заедно со нормално со роботиката, со кабинетот по роботика, нивните професори за формирање на лига во рамките на Македонија. Благодарение на сите овие луѓе кои што се вклучени од Ротари клуб и општината и ние како советници, горди сме сите како граѓани на општина Кочани, што имавме прилика нашите деца од оваа општина да учествуваат онаму каде што учествува Белград, Љубљана, еве сега и во Америка. И јас ќе бидам среќен и не јас туку и сите ние веруваме и како граѓани дека можеби и ќе покрај иницијатива тука како дел од информатика да постои предмет роботика, затоа што верувам дека и во светско ниво е ова нешто што е за поздравување. Значи гордост е за сите нас и уште еднаш еве да не должиме да завршиме оваа седница и од наша страна јас изразувам благодарност до сите и од пред се до децата кои што учествува и да им посакаме среќа и тамо да направат исто така голем резултат. Чувствуваме на мала потреба не да го демонтирам колегата Сидновски, но да го дополнам дека не е само Ротари клубот кој обезбедил средства за децата. Има и неколку други приватни стопанственици кои донираат значителна сума, од која еден е мој близок роднина, значи лично сум информиран, така да нема потреба целосно заслугите додат на Ротари клубот. Изгледа не се разбираме доволно или не сум разбран доволно. Јас не викам дека други нема помогнато во активностите на кабинетот, меѓутоа од после кога се формира кабинетот. Јас ве уверувам дека целокупните средства за кабинетот по роботика јово се од Ротари клубот. А после се друго натаму што следи има и други вклучени во таа активност. По краткото до објаснување, советниците преминаа на гласање за предлог одлуката и со 19 гласа за беше дадена согласност од општинскиот буџет да се префалат пари на средното општинско училиште Гошо Викентиев. Тие ќе бидат пренаменети за потребите на тимот ученици кои ќе учествуваат на меѓународниот надпревар по роботика во Соединетите Американски држави.